кавга меѓу СДСМ и ДУИ за да се фати последниот воз. 7 кандидати, само 2 слободни места со енормно високи плати во Агенцијата за електронски комуникации. Независно тело, но дури 6 минут пријавените се со политички грб. За тројца се залага СДСМ, за двајца ДУИ и еден од ДОМ. Адвокатот Стевица Јосифовски, кој е досегашен председател на комисијата на АЕК, бара втора шанса долга 5 години. Тој беше правен застапник на СДСМ и уште еден адвокат сака да влезе во Агенцијата за електронски комуникации, Мирослав Вујич. Тој во изјава за Алфа велеше дека кога го видел огласот, се пријавил. Да, имаше јавен оглас од собранието. Јас се кандидирав. Немам никакви дополнителни информации. Вујич е познат во јавноста како адвокат на екс-премиерот Зоран Заев. Беше член на бордот на Телеком, а и екс-кандидат за градоначалник во Центар од социјалдемократите. За едно од местата каде платата е неколку илјади евра месечно се пријавил и Владимир Станивуковиќ, поранешен советник на СДСМ во општина Карпош, моментално помошник директор ВАДА за стопанисување со стамбен и деловен простор. Тоа се предлозите на СДСМ, додека ДУИ стои зад Фикрет Зенуни, кој е нивен член и бил кандидат за председател на партискиот огранок во Врапчиште. Вториот кандидат е Арбнор Рушити, кој дури и на социјалните мрежи не крие дека е голем симпатизер на партијата на Али Ахмети, од кого споделува и фотографии. Втор мандат бара и Ервин Регепагич. Тоа е дел од политичката партија ДОМ, која е дел од владеачкото мнозинство. За неговата поврзаност сведочи медиумската објава, според која тој бил дел од партиската делегација која представувала ДОМ. Меѓу пријавените има и новинар, кој единствено не се поврзува со политичка партија, а е дипломиран софтверски инженер. Алфа од своји извори дозна дека меѓу владеачките партии паднал договор уште кога се формирала владината коалиција, според кој овие 2 места ќе бидат резервирани за социјалдемократите, но сега стравуваат дали ДУИ ќе даде поддршка за нивните кандидати, а битка има и меѓусебно во партијата на Ковачевски, поради тоа што има поделеност и различни ставови во партиските табори, брифираат за Алфа.